Двоглава фонтана на среде Дебар им пружа можност и шанса на граѓаните да се напијат, иако доцната пролет донесе променливо време. На двете места избиваа млазови вода, како и на секоја фонтана, без престан. Но бидејќи е за пиење, потоа оваа вода се слева во канализација и не се користи повеќе, ниту како техничка за наводнување или пак за комунално чистење. Иако Дебар буквално лежи на езеро, вештачката акумулација, концесионерот на Дебарското езеро ни објасни дека водата за пиење доаѓа од блиските планини, од реката Росок. Вода за пиење се зема од Росток. Има едно село, таму има мала река, Росок се вика, и таму земаме. Многу е добра водата за пиење. Вкусна, добра, квалитетна, се црпе од извор, но не стига целата до граѓаните на Дебар приклучени на водоводот. Поради сите анализи и ревизии кои беа направени, поради водата, Дебар го освои првото место во цела држава. Не во некоја блескава категорија, туку како општина во која преку водоводот се губи најмногу, 84% од водата која влегува во процес на преработка. Локалното комунално предпријатие кое стопанисува со водоводот е сместено во зграда од 3 продолженија. Стар дел со меморијална историска плоча, на неја и дупка во кровот, доградено продолжение и уште еден додаден дел во бараки. Во директорската канцеларија не пречека Бурим Каба. Тој е поставен на позицијата пред 3 месеци, односно во периодот после објавување на извештајот на ревизорскиот завод во кој Дебар го освои првото место. Смената не дошла поради одговорност, туку поради природниот тек на настаните. Претходниот директор заминал во пензија. Каба ги знае податоците, смета дека не се целосно точни во процентот за губење вода, но сепак вели благодарен е до ревизијата, после што е отпочнат процес на санација на проблемот. Po duhet të theksoj se më thënë kjo humbje apo metodologjia se si kjo ka ardhur deri në këtë humbje të madhe të ujit është më thënë shumë dimensionale. Që nuk kupton se tek ajo shifër kanë ardhur janë si humbja fizike të ujit, të cila përfshin më thënë disa aspekte, humbjen prej në vendin ku kapet uji, për te kaptasha deri te bazeni kryesor i qytetit, edhe pjesa tjetër që përfshin në përjetin e qytetit. Kjo pjesë është vërtet që kemi humbje të konsiderueshme të ujit, po ashtu kemi edhe vjedhje të mëdha të ujit, që janë me lidhje ilegale e kështu me radhë, por aspekti tjetër ku ka arritur në këtë shifër është ajo se, më thënë, janë përfshi është edhe aspekti ekonomik i saj, se sa ne do të kishim fituar apo përfituar po qëse ai ujë që është i mundshëm për të kapur i gjithi, ne do të rim të inkasonim në kështu. Edhe kjo është e gjitha. Ne mund të fokusohemi apo mund ta bëjmë pyetje ndryshe, duke të rishtjelluar dhe duke thënë se humbja në ujin e qytetit të Dibës, më thënë, është në masa shumë të vogla realisht. Edhe jo në atë masë. Por përsëri janë në shifra shqetësuese. Каба и неговиот тим веќе почнале со теренски проверки на мрежата во потрага по слабости и диви приклучоци. Се прави и анкета меѓу граѓаните. Целта на дебарските власти е тој процент на губиток од 84% да се спушти до локалните избори на 30%, иако времето е кратко. Këto shifra nuk kanë arritur brenda ditës. Kjo është një problemi të shërguar ndër vite. Unë mund të them që ndoshta 20 vite apo më tepër Dibra ka problem me ujin. Ai problem më thënë ka ardhur duke u shtuar. Edhe pa mua më intereson, është më pëlqen, është edhe qasja që është ngritur më thënë nga vetë ata, për të parë realisht çka bëhet me këtë ujë. Edhe kjo vetëm se ne pa mund të na ndihmojë që edhe ne të marrim masat paraprake çka duhet të bëhet për të ardhur gjithçka në vendin e saj. Тоа не е единствениот негов проблем како директор. На заминување ни рече дека иако постојано се уплаќаат пари за водата која се добива од водостопанство, а се уплаќаат и пари за долговите кон пензискиот и фондот за здравствено осигурување за 74 вработени, за нив нема осигурување, затоа што парите се земаат за расчистување на долговите. Дебарската вода е само капка во проблемот. Ревизорскиот извештај, објавен во втората половина на јануари, покажа дека речиси 2/3 од водата која се црпе за водоснабдување завршува во празно, во загуба. Во 2019 се исцрпени 229 милиони 17.078 кубни метри вода од македонските реки и извори. Ова количество на вода влегува во системот за преработување и локалните водоводи,
но до крајните корисници завршува само 37% од исцрпената вода, односно 63% од водата е чиста загуба. И при наплата и загуба за природата во време кога водата полека станува стратешки ресурс кој треба да се чува. Во ова време, кога една од целите на Обединените нации е дистрибуција на вода, здрава вода за пиење до секој граѓанин, а ваквиот пристап на однесување на сите инволвирани страни е несоодветен и очекувам дека во наредниот период преземање на соодветни мерки од сите надлежни институции, од сите институции инволвирани во овој процес со цел обезбедување на соодветно располагање и користење и управување со водните ресурси, соодветно постапување и дистрибуција водоснабдителен систем, соодветно наплатување на дадените услуги од крајните корисници и секако уплата на надместокот во буџетот на државата, како би можел преку соодветна програма во рамките на Министерството за животна средина повторно да се врати до крајните корисници, а тоа се крајните корисници општините, односно граѓаните. Огромни количества, но за полесно сваќање на загубата ќе ви ја представиме на друг начин. Годишно во државата се губат над 144 милиони кубни метри вода, која е зафатена за потребите на комуналните водоводи. Кога со оваа вода би се полнеле олимписки базени, собираат по 2500 кубици вода. Тогаш излегува дека само во 2019 година била фрлена вода со која би можеле да се наполнат 57.604 олимписки базени. Или во секоја општина без разлика на големина, потрошени се и фрлени во загуба по 720 базени полни со вода. Најнеуспешните се покрај Дебар и општините Долнени со 82% губиток на вода, Гостивар 81%, Кичево 77%, Охрид со 72%, Крушево со 71% и Кочани со 70% загуба на вода. Сите овие општини се високо над онака високиот државен просек за губиток од 63%. Оваа констатација од страна на Државниот завод за ревизија продолжува и понатаму во текот на 2020 година, каде што состојбите наместо се подобруваат од моментот на извршената ревизија, тие се влошуваат и ние во самиот ревизорски извештај велиме најмалку, поради тоа што дел од јавните предпријатија не доставија податоци, дел од јавните предпријатија не го вршат пресметување и наплата на наведениот надоместок, а дел од јавните предпријатија поради отсуство на подзаконски акт не се во можност да пресметуваат оној вариабилен дел на единица на штетност на испуштените отпадни води. Но како водата стига до чешмите? Првин се црпе од соодветен извор, главно подземни чисти извори, од реки, потоци, вештачки акумулации или од бунарски системи. Најголем дел од овие води се во владение на државното јавно предпријатие водостопанство. Водостопанство ја продава водата на јавните комунални водоводи, кои ја носат првин во погоните за преработка и прочистување, а потоа низ цевките на водоводот се распределуваат до крајните корисници, граѓаните и компаниите. И всушност, огромниот проблем почнува со овој востановен метод на работа, кој самиот од себе предизвикува трупање на долгови. Водата треба да се плати на државата преку јавното предпријатие водостопанство, но во реалност, бидејќи не се дозволени загубите, општинските водоводи не успева да ги платат сите достасани финансиски обврски кон водостопанство. И со години, тој долг на општинските водоводи си расте, иако истовремено се зголемува наплатата. Според ревизорскиот извештај за 2020, под име Ефективност на политиките, мерките и активностите при доделувањето на водното право, утврдена е зголемена уплата за така наречениот воден надоместок. Но од друга страна се зголемува и долгото, односно неуплатениот надоместок за вода. Расте и графата на уплата, но и долгот, затоа што фактички излегува дека водоводите уплаќаат само дел од веќе старите долгови. Јавните комунални предпријатија се основани од единиците за локална самоуправа, од општините. И главни за нивен надзор треба да бидат општинските совети и локалните комунални инспектори. Но тука доаѓа до проблемот. Не сите општини имаат комунални инспектори. А со законот која регулира оваа област, воопшто не е предвидена обврска секоја општина да мора да има инспектор. Обврската за задолжителни локални комунални инспектори била во предлог законот при последната промена пред неколку години. Тоа било предлог на Државниот пазарен инспекторат, но политичките партии во собранието едноставно ја укинале таа обврска. А без вработен комунален инспектор
Едноставно е многу тешко да се контролира јавно комунално предпријатие. Без контрола има поголеми долгови, покажуваат ревизорските извештаи кои се однесуваат на водните услуги. Во Државниот комунален инспекторат ни објаснија шемата за контрола на јавните водоводи, како и нивните откритија зошто водата се губи. Што се однесува до водата, во главно сите комунални предпријатија основна дејност им е водоснабдувањето. А проблемите со губитоците на водата и со нефактурирањето се малку поголема природа. Според Бундалевски, постојат два главни проблеми, а се однесуваат и на финансиско и на техничко работење на комуналните предпријатија. Се работи за постари мрежи, за губитоци на водата во мрежите, за диви приклучоци и во вториот дел на финансовото работење е во делот на неможноста за наплата на веќе потрошената вода, бидејќи доваѓа до ситуација каде што фактурирањето во стартот, ако се фактурира од страна на комуналните предпријатија, подлежи на дополнителен данок на ДДВ, кој што јавното предпријатие мора да го плати, па потоа дали ќе ги наплати или нема да ги наплати средствата, останува отворено прашање. Примерот со даночното решение, веднаш да се наплати ДДВ без разлика дали фактурата и сметката ќе се плати, дава уште еден поразителен резултат. Јавните предпријатија од она што ќе успеат да го наплатат, првин плаќаат данок и за она што го наплатиле, но и за долговите на корисниците. Имале предлог да се почне со санација на долговите, без да се плаќа воден надоместок, или пак да се избегне гилотината на ефикасниот ДДВ, кој мора да се плати иако сметките за вода не се наплатени. Но законите се ригидни и не дозволуваат вакви спасувачки акции. Комуналните предпријатија велат: ние имаме големи загуби во нашите водоснабдителни системи. Подобро би било, наместо да плаќам вода за надоместок за сета вода која што ја земам, а голем дел од таа вода ми е нефактурирана, значи најдобро е прво средствата кои што би ги уплаќале во буџетот да ги користат да се санираат загубите и понатаму да плаќаат за онаа вода што неопходно треба да ја исцрпат. И тоа не е нелогично. Меѓутоа во овој момент ние немаме законски можности ова да го примениме. И така се родила една идеја која често ја користат речиси сите јавни комунални предпријатија. Издаваат фактури, но само оние за кои сметаат дека може да ги наплатат. Оние другите, ризични фактури за вода, воопшто не ги издаваат, бидејќи така избегнуваат две работи. Нема да произведат долг кон нив, чија наплата е научна фантастика. Ќе го избегнат сопствениот долг кон УЈП за данок за нешто што никогаш нема да се наплати. Во приказната со водите на Македонија треба да помогне инспекцијата која дополнително ќе го засили надзорот и заштитата на водното богатство. Но тука се испречува друг проблем – слабата екипираност, така утврдила ревизијата. Во цела држава има само 2 водни инспектори во рамките на Државниот инспекторат за животна средина, а треба да има многу повеќе за поефикасна контрола. Но ревизорите го притискаат токму инспекторатот и констатирале дека направил само неколку вонредни надзори, што е недоволно за да се спречи катастрофалната состојба. Директорката убедува дека балансираат и ги зголемиле надзорите, онолку колку што се може со 2 инспектори. Сега, 1000 дозволи, значи дали јас можам да ги покријам со 2 инспектори оваа година? Не. Значи треба да се прават навистина приоритети. И при тоа, приоритетите се насочени кон водоснабдување, значи тука се главно јавните комунални предпријатија кои што даваат услуга за водоснабдување, понатаму наводнување, водостопанство, АД водостопанство и понатаму сите останати дозволи врзани со испуштање на водата, значи тие се 3 приоритети, и понатаму се останато што произлегува од Законот за води или од другите соодветни правни акти. Но кој треба да врши контрола врз законитоста на работењето на јавните комунални предпријатија? Одговорот покажа една државна институција која многу ретко ја слушаме и воопшто не е позната во јавност. Се вика Сектор за стамбено-комунални работи и е дел од Министерството за транспорт и врски. Тој со Законот за комунални дејности е институција која што е надлежна за спроведување на законитоста на законите во органите на единиците на локалната самоуправа и на органите основани од единиците на локалната самоуправа. Кога се обидовме нешто повеќе да дознаеме за овој сектор и дали таму е проверен ревизорскиот извештај,
едноставно не идовме на молок. Секторот за стамбено-комунални работи во Министерството за транспорт и врски, покрај тоа што има надлежности, има и раководител. Но од Министерството не добивме никаков одговор за нивните активности. Едно од прашањата беше и зошто ингеренцијата на секторот за надзор врз законитоста на работењето на комуналните предпријатија во 2012 со подпис на тогашниот министер Милијана Киевски е предадена на Државниот комунален инспекторат. И колку пати подоснежните министри Горан Сугаревски, Благој Бочварски добиле писмо и барање од Државниот комунален инспекторат да си ги преземат обврските од законот. Одговори не добивме. Покрај губитокот на природното богатство како што е водата, ревизорите пресметале и колкава е штетата во пари, поради сите погоре наведени нерешени прашања. Штетата е над 10 милиони евра. Има 3 ставки по кои се мери загубата. Јавните комунални предпријатија кои дале податоци прикажале дека од граѓаните наплатиле 3,3 милиони евра, но овие пари никогаш не легнале во државниот буџет. Додатно, во буџетот не се исплатени ниту 6,9 милиони евра како надоместок од водно право, при што веќе милионите евра кои фалат во буџетот се над 10. Не е законски, но од комуналните предпријатија и отпишувале долгови, вкупно во износ од 421.000 евра, па така збирно, државниот буџет преку водата е оштетен за најмалку 10.621.000 евра. Недостасуваат и законски измени. Повторно е пропуштен рокот, март 2021, за да се донесе нов закон за води. А упорно се избегнува и барањето во кривичниот законник да се стави дело кражба на вода, како што веќе постои и се применува за кражбите на струја. Со тоа дело би се опфатиле нелегалните приклучоци за вода. Но и покрај тоа, нерегулирани ќе останат постапките на граѓаните и на комуналните предпријатија, кога тие без соодветен надомест или наспроти намената на водоводната мрежа користат таква вода за пиење, за полевање на зеленило, дворови или улици. Кога до надлежните институции за гонење криминал и корупција упативме прашања што презеле врз основа на ревизорскиот извештај, одговор добивме само од обвинителството. Конечниот извештај за извршена ревизија на успешност на тема ефективност на политиките, мерките и активностите при доделувањето на водното право од 2019 година, како и извештајот за извршената ревизија врз проведувањето на препораките содржани во ревизијата на успешност се доставени до основното јавно обвинителство Скопје. Надлежен јавен обвинител ги проучува заклучоците во ревизорските извештаи и испрати барање до надлежните институции за обезбедување дополнителни податоци со цел да се утврди фактичката состојба. Предметот е во фаза на предистражна постапка. Во зависност од обезбедените податоци и утврдените факти, ќе биде донесена јавна обвинителска одлука за натамошниот тек на постапката. Немаше детали од кои надлежни институции се побарани дополнителни информации. Немаше ниту одговор дали ревизорската оценка дека за 2 години ништо не е преземено. Јасно им укажува кои поединци на функционерски позиции изгрешиле и не го штителе богатството на граѓаните и на државата. Сепак, предмет е отворен, иако до резултатите од предистрагата ќе се чека уште долго. Можеби и до нов ревизорски извештај во кој ќе се повторат истите забелешки.